во што не јас не сум Светановски, за наголемите македонски небулози во годината која што минува и за она што се случуваше и што не очекува во 23-та, ке зборувам со колумнистот Александар Истевски. Добре ден. Добро вечер, Љупчо. Како си? Одлично, благодарам, Александар. Да тргне годинава, ова е предпоследната емисија што се били во ова година. Чест ми е што ќе биде со тебе. Ти благодарам. Секојаш е задоволство. Исто така. Значи, Македонија, според се што се случуваше оваа година, привршува можеби една од најтешките години од независноста на вака, нели? Со се што се случуваше, што би издвоил еве од оние најцрните работи што се случија во Македонија? Знаеш, навистина ми е жал што доаѓаме во ситуација да како држава, како нација севкупно дискутираме за лошите работи, затоа што нема ништо особено позитивно што можеме да споменеме. После 2 години измачување со короната, која очигледно стави еден исклучително негативен траг меѓу населението, огромен број на починати лица, болест, пандемија, затвореност. Оваа година можеби почна со некаква условно речено надеж дека нешто ќе се опорави. Видовме само тонење, видовме инфлација, видовме лажен маркетинг на актуелната власт за тоа дека ќе биде подобро и апсолутна обструкција на се она што представува локална власт. Јас искрено се надевав дека со драстичната промена на локалната власт при крајот на минатата година, каде што целосно се смери структурата, каде што да кажеме актуелната државна опозиција помина од да кажеме некои си 4-5 општини колку што беше во владение во главном рурални плюс градот Кавадарци, се доведе во една ситуација да повлече една огромна победа, да ги земе скоро сите градови. Се најдовме во ситуација на драстично покачување на цени на електричната енергија, огромни долгови, огромни обструкции со оние блок дотации. Тука само покажа каде е проблемот на финиширање на она темпо на децентрализација, нели прво ниво, второ ниво, трето ниво никако да дојде. Тоа трето ниво каде што општините ќе имаат можност директно да земаат дел и од ДДВ-то и од останите даноци, да прибираат повеќе данок и да ги направат подостапни за самото население. Видовме одредени позитивни примери во одредени скопски општини, низ Македонија, дека и покрај тешките состојби, дека одредени градоначалници гризат, се обидуваат да сменат нешто, да го подобрат условот за живење и малку се, да кажеме, релативизираше или стабилизираше таа состојба каде што апсолутно целата власт беше во рацете на актуелните владеачки структури, на СДСМ, на ДУИ, на нивните привезоци. Што се случуваше? Се случуваше трошење на ангро, лажење за исполнување на сите ветувања, ние апсолутно ништо не видовме. Ние видовме само пред неколку години или отварање на еден тунел како дел од автопат со оро и со чочек и со блек музика, иако тој беше готов. Гледаме представување на 1000 километри патишта со гребење на асфалт, тоа е тековно одржување, тоа вие како вие дома да се пофалите дека сте средиле нешто со тоа што се ги измиле забите на забајле, така би му дошло. И ние се доведуваме во ситуација да еден куп институции се доведат пред банкрот. Што е најтрагичното? Најтрагичното е што не гледаме одговорност. Сето тоа што се ветуваше за правда, за владение на закон, за одговорност, ние не ја гледаме. Кажете ми, која личност за направена проневера одговарала? Ние имаме процеси каде што дури кога има огромен притисок на јавноста, се случува одредено лице да биде сменато, нормално под притисок на јавноста, да се влези во некаква судска или обвинителна постапка, лице каде што може да влие врз постапката, гледаме дека се ескивира, па се пушта дома, па домашен притвор, па префрлање на деца, па слично, и сето тоа се забашотува и нема финализација. Нема финално, да кажеме, ставање точка на тоа што е започнато. Значи имаме едно тапкање во место и една безнадежност. Случаевите свесно не влегувам во таа игра, да ги набројуваме, сум сигурен дека вие, еве да кажеме на хартија сте поспремни да ги наброите таксактивно кои се, но ако почнеме, јас сум сигурен дека ќе спомнеме 5% или 10%. Каде да почнеме? Максимум, токму така. Каде да треба почнеме? војна и мир еден формат за да ставиме се. Еве во која, кажете ми дејност, таму ќе почнеме. Значи, дали е тоа култура, дали е земјоделие, дали е образование, дали е здравство, економија, апсолутно, енергетика, апсолутен се случува
апсолутен распад на системот, едно девастирање, уништување на општеството. Ние сме во ситуација каде што имаме неискористени земјоделски површини, може би 70% од земјоделското земјиште, зборуваме за субвенции, зборуваме за недостаток на храна. А и тие земјоделски површини да сакаме ги ставиме во функција, немаме затоа што нема кој да ги работи. Сите ја напуштија државата. Која област да ја спомнеме? Еве, не знам, еве култура да ја спомнеме. Вие од времето на претходната власт имате еден куп незавршени објекти. Незавршен турски театар на ниво на Карабина, незавршен плаушник Свети Климентов универзитет, незавршен театар во, кажете го, во Струмица. Незавршени мал милион објекти. Ние се фалиме дека, не знам, се смениле столчињата во Кочајни. И тоа било капитална инвестиција. Обеќавање проекти, спомен куќа на Лазар Личеновски, не знам, мал милион објекти. Само правиме декоративни шминки, долговите се огромни, дури синдикатот на културните работници сам го потенцираше токму тоа, дека пова објекти или немаат грејење, или имаат огромни долгови, каде што во основа државата им ги дава блок дотациите, а повторно се примаат и нови лица, дефицитарните кадри не се пополнуваат, истражување нема, намалени се средствата наменски за проекти во област на култура, од друга страна, повторно пари добиваат низ годиниве, разноразни здруженија за, не знам, пеливанско борење, за пеење песни, не знам какви, за не знам што во основа, а оди како ставка национален интерес во областа на културата. Кој е националниот интерес? И повторно се игра на карта плати. Демек се дале плати, биле подобри условите, Так. па сега сакат промена на колективен договор, па... Значи, тоа е само една, еве, јас како човек засегнат од таа сфера, ја спомнав токму културата, сакате здравство. Што да кажеме за здравството? Личен пример имав од поблизок член на поширокото семејство. Во болница беше, се знае како е. Треба да оставиш нешто. Дали да му стават инфузија, треба да цалнеш нешто. Така. Дали да те видат, треба да оставиш нешто. Дали да се згреат, дали да те пуштат дома. Страшно е. Страшно е. Здравството во основа најмногу ги тангира луѓето. Луѓето немаат пари да одат по приватни клиники. Едноставно финансиски се немојкни. Нивните најблиски, мажи, жени, деца, родители, финансиски се исцедени. Вие знаете ли што значи за еден обичен македонец, еден обичен граѓанин на оваа држава кој има приходи од 400, 500, 600 евра, 800 евра нека има, да му се разболи близок член на семејството. Тој не може да се опорави после со години. Моли за пари, тоа е страшно. Па ние не зборувавме дека во основа со години плаќаме придонеси за тоа здравство. Не ли зборувавме за тоа дека во основа здравството, па дури терцијалното, со малеве 5-10% колку учество, е бесплатно. Како е бесплатно кога вие ако лежите во болница 20 дена, 30 дена, ќе ви дадат некаква фактура за која треба 3 месеци да работите, плюс паралелно уште пати 3 сте дале пари за да замачкате, покриете, докупите. Како да докупам? Знаете, од моја гледна точка, како човек кој плаќа скоро 15 години придонеси, тоа ми е малку страшно. Јас навистина почнувам, кога гледам на некои поблиски луѓе што им се случува, мене ме фаќа страф. Затоа што мене за здравство 15 години ми земаат пари. Ми земаат 600-800 евра годишно. Кај отишле тие пари? Каде се моите пари? Еве, јас моите пари сум ставил во тоа купче. Каде е моето купче? Цело време зборуваме за платите на здравствените работници. Одлично. Се сложувам, треба да им се покачат. Здравствените работници треба одлично да бидат платени. Каде е одговорноста? Каде е грејењето? Како може во болница да се лежи да нема грејење? Како може во болница да се лежи некој да треба да носи греалка, па да не му даат да се уклучи греалката пошто штеделе? Па човек кој е опериран и гол соблечен да се грее само со кебе, да кажем. Или да дува промај од прозорот. Не ли имавме пари каде што се градеше болница? Каде е болницата? Ја прекина и секоја. Ние сега имавме нов клиничен центар, одлична зграда во центарот на државна болница. Така, знаете што имаме сега? И Штип беше гарант готова. Штип е карабина, која стои. Так. Каде е болницата во Кичево? Нели се жалеа дека 5 години од претходната власт и не знам колку не била изградена. Еве уште 6 години, зошто не е пуштена? Значи, ние правиме муабет за немање основна човечка одговорност да се завршат работите како што се такви. Еве образование, еве ви 3 факултета на Битпазар.
Оставени на ниво на карабина. Уште пред 15 години уште еден објект на карабина на Природно-математички факултет, институтот што требаше информатика да биде на Финки. Уште една зграда на Финки на Битпазар, втора зграда за нив. Факултетот за спорт и не знам како се вика, бивш ДИФ на Битпазар. Спортската сала од другата страна на комплекс факултети со 2500 гледачи. Исто не отворена, ја кршат, ја демолираат. Каде е довршување? Каде се студентските домови ветени? Нели 2 студентски дома во Скопје ќе имаше? Пак туѓи не функционираат. Тоа е таа неодговорност, тоа е тоа сликање и тенденција за подмитување на засегнатите страни. Значи, нема да возмишиме услови, но на Љупчо ќе му ја подкачиме платата, ќе му даеме некакво тезгиче, кјути сега Љупчо. И Љупчо ќе покјути година-две, и него малце ќе му покачиме нешто, ќе му фрлиме за дома, ама чекайте, извинете, вие сте дојдени да го крените стандардот и квалитетот на живење, на државата, на народот. И знаете што најмногу ме боли? Што упорно се лажи народот во оваа држава, во Македонија, дека ќе влеземе во Европска Унија. Европска Унија не прифаќа веќе пропалитети. Еден пропалитет го има на исток ние со граница од кај нас. Во Европска Унија се... На запад е според учебникот за пето одделение. Да, наопаку е на запад, треба да свртиме картата наопаку. Значи, ние веќе пропалитети во Европска Унија нефункционални имаме. И тие, обштествено во одредени аспекти, се подобри од нас. Во Европа не можете да се паркирате каде сакате. Во Европа не можете да свирите на Битпазар или на рекорд со свирките. Забрането е ќе ве казнат. Во Европа не можете ни зград да возите 100-110 на саат. Европа од нас бара целосно ресетирање и промена на менталитетот човечки. Европа е заедница на вредности, не е Европа заедница каде што ние ќе се договориме. Го смениле името, подпиши му нове, и сега ќе влеземе. Нема нигде да влеземе. Јас на луѓето им реков, и јас стојам за тоа најодговорно. Македонија, како северна или како било каква, во Европска Унија може да влези или никогаш, или во пакет топтан со цел Балкан. Кој ќе решат. А тоаш ќе не внесат без оглед дали сме северна, дали данокот сме го смениле, дали овона, тие очекуваат да воспоставиме систем, институционален систем, систем на вредности, систем на одговорност. Секој кој ќе влези во автобус да си плати карта. Секој да не го фрла ѓубрето на улица или од тераса. Во еден од побогатите делови на градот живеам, ѓубре не знаат луѓето да фрлаат. Се расправаме секој ден со соседите за тоа кој каде треба да фрли ѓубре. За тоа кој каде шишињата пластични треба, па ќе сме рециклирале, па сите собираме пластични. Ова некој цел смет го фрлил таму. А нели купил стан изгор скап. Тоа е тоа. Оваа година ќе остане запаметена според мене најлошиот момент во целата оваа година. Не знам дали ќе се сложиш, се вика француски предлог кој што нема Ф во него, те бугарски апсолутно тотално нели направен предлог кој што нашите властодржци настрана што го прифатија без никаква нели координација нити пак поддршка од опозицијата, народот со денови и денови излегуваше десетици и стотина илјади еднаш два пати се собра луѓе по улиците во Скопје, беше и по градовите, за да на крај таче со рачињата вака триумфално, настрана што беше толку срамен, буквално резил за секоја влада или било што за Македонија и за македонецот најмногу, но го прифати со дигнати раце, не баре не знам што направиле. Францускиот предлог како нешто што продолжи приказката со обезличувањето на Македонија, на македонецот, на сето оно што го имаме и го имавме. Видете, до предходно Франција имаше еден прилично интересен амбасадор кој се уште во регионов. И кој ги следеше, да кажеме, ставовите и критиките на Тимонија многу јасно уште тогаш беше кажано. Тој за разлика од сите и предходни и актуелни сегашни амбасадори кои биле представници на таа земја, сите од таа сферата на дипломатијата знае дека он е своевиден тешкаш во таа категорија. Во Македонија низ годините, не знам дали сте приметиле, се ротираат државите кои ни праќаат тешкаши. И секој пат кога тој тешкаш ќе дојде, без оглед дали е Британија, дали е Америка, некогаш е Холандија, некогаш е Франција, тогаш треба да следите што тој ви кажува. Јас како вчера се сеќавам што пред 2 или 3 години кога беше, ни соопшти Тимонија. Значи ни кажа, имате дисфункционална држава. Имате зголемено ниво на корупција. Немате почитување на закон, на право на правна држава. Имате проблем, што викаат горниот сосед, вика имате проблем со собом. Ние немаме мерит систем.
Ние носиме лажни дипломи. За се. И то не зборуваме сега, низ годините, да не амнестираме некои структури претходно што била во одредени ситуации. Ние имаме ситуација кај што се воспоставува систем дека не знам, директор треба да има познавање на англиски јазик и он носи, да кажеме, од Бугарија, од Грција, од Албанија, од Косово, носи сертификат. И никош не се појавил, државата не напуштил, направил цака и носи, праши го how are you, тој ги ти каже goodbye. Так. Значи, ние имаме проблем со лажење, ние имаме проблем со лажни дипломи, со лажни титули, ние имаме магистри, луѓе, да, во Европа се случува, баш му се случи на германски грк, или грчки германец, како би му дошло, на Шацимаркакис. Так. И на уште еден двајца, нели ги фати еден словенец што нас не напаѓаш. Ма то се еден двајца, тројца. Јас ви гарантирам дека пола луѓе кај нас што имаат повисоки звања, да кажеме, се плагиатори или тоа што го напишале кикирики, не вреди нигде подалеку од Лесковац. Значи, ние имаме проблем со лажна интелектуала. Так. Ние имаме проблем со лажни вредности. Ние имаме дипломи за да тебе сопругата ти каже дека си многу паметен, или мајка ти, татко ти, да ти каже дека си многу убав. Ние се тешиме себе си, ние се лажеме. Ние не знаеме да се надпреваруваме на светски пазар. Ние, оној дел што е глобално село, ние не знаеме во глобалното село да функционира. Знаете кои функционираат? Оние клинците до 25, максимум до 30 години. Тие прават масакар. Затоа децата не сваќаат нас повозрастните сериозно. Власта, структурата не ја рецкаат. Нашите деца се класа. Се што има над 4 оценка во Македонија, па може и со тројка да е, што знае да работи компјутери, што работи социјални мрежи. Дал преку TikTok, дали преку Instagram, дали преку YouTube, луѓе прават пари. И тие единствена цел и единствена агенда им е да си одат. И ќе си одат. Во првиот момент кога ќе посадат, ќе си одат. Така да, апропо француско-бугарскиот предлог, Да. Бугарија е загрозена самата од себе, загрозена од лажната историја која 100 години ја форсира, загрозено е тоа што внатре во сопствената држава има луѓе кои имаат двоен идентитет. Се лоботомирани дека се бугари, што е прифатливо, затоа што се дел од нацијата бугарска. Но и французите имаат французи, ама Јури Ѓоркаев по потекло беше козак. Так. Овој Зинедин Зидан е алжирец. И тој вика дека е французи, ама знаеме дека е алжирец. Бугарската држава не ги да прифати дека огромен дел од нивното население, макар третина, се само идентификува со дополнителниот збор македонец. И вистина, ние не можеме да спиеме на увото дека тие македонци во Бугарија утре ќе дојдат и ќе кажат ние сме исто што и вие или исти сме. Да, ама се македонци. Потеклуваат од исти села, на пола од нас ни се роднини. Никој од нас, и тие уште верува дека сме ние србизирани или југословенизирани, ама никој од нас не вика дека е југословен, нити србин. Еве јас србин не велам дека сум за себе, нити дека сум југословен. А имаме блиско со останатите братски народи од таа федеративна држава во која ние сме екзистирале по Втората светска војна 45 години. Проблемот е во нивниот систем и во нивното системско гледање. Затоа што единствениот спас на македонецот во основа, и Бугарија е тоа свесна, и Грција е тоа свесна, дека македонизмот ќе процвета токму тогаш кога ќе бидат сите во една држава. Таа држава е Европската унија. И токму тука е таа обструкција. Македонецот како народ, но и се вкупно оваа држава, да кажем, тоа е можеби логиката долгорочна и на албанците како етникум. Так. Тие во една држава може да бидат само ако се дел од Европска унија. Друг начин е единствено со тепање со војна, што Европа вика е недозволиво во денешно време. Така? Так. Кога ќе размислите и за србите е тоа чаре, долгорочно. Тие само така ќе се поврзат и со Босна, и со Хрватска, и со Црна Гора, и Косово ќе одобие, Так. но во Европска унија. И ние токму затоа јас се држам за онаа теорија дека во Европска унија или нема да влеземе никогаш, или ќе влеземе топтан сите на купче. А топтан на купче сите ќе влеземе, почнувајќи од дисфункционалната Босна, од криминално поделената Црна Гора, од протекторатот Косово, од Албанија која излезе дека од најслаба во моментот можеби е на најправ правец, што е малку и чудно и за верување, ама така е, можеби најлесно ги решаваат тие проблеми што им се зададени. Ќе се доведи во ситуација да Европа еден ден реши
во рок од 3-6 месеци, година дена, вака да направи и да не внеси сите внатре. Но за да не внеси, ние мора не да работиме на продавање на државата, напишување моронски учебници, каде што ги лопотомираат децата да трескаат глупости внатре, каде што некој преведува од англиски, амерички, тоест во фитови, Так. па Монт Еверест од 8800 метра го напишал 29.000 метра, а изгледа препишал негде 29.000 фита, стапки. Така. Кај што картата наопачки ја Да, врти. тоа е логиката, токму така. Тоа е катастрофа. Google Translate било, само што не го доправи Така како е. што треба. Му се видело чудно фитовите и метри се и Пиши. не ни размислил така. Значи, ние се Срамо. доведуваме во ситуација да си ги продаеме сите институции, да го избришеме делот македонски, каде е македонска опера и балет, каде е македонска филхармонија. Па нели идентитетот не беше чепнат? Нели прашање беше само државата, Република Македонија која станала северна. И па ако е македонска опера и балет, што им смета? Нема име на држава во него? Македонска филхармонија или што тоа етнички ги засега луѓето? Демек не е филхармонија на другите. Или како треба би филхармонија на граѓаните на Република Северна Македонија? Идиотизам. Тоа се глупости која актуелнава власт, претходно со оној продавачот на лубеници, се доведовме што се заљубил у Горњи Милановац и бркал девојка у Крагуевац. Трети пат имаше прва љубов. токму Да, така. три пати се заљуби по прв пат. Так. Цар, секоја А му пиперки продаваше повеќе. повеќе пиперки од лубеници, да. Така, па нели во вреќата оние скапаните во средината и овакво, па Да. и потоа и со државата исто тоа. Се извинувам за грешката. Так. И ние се доведуваме во ситуација да пробуваме политички да задоволиме Европа, а Европа ти вели политичките критериуми се само дел финеса од тоа што треба да се направи. Вие не знам дали памтите, пред 10 години, кога влезе тогашната власт во спор со Европската унија, тие рекоа, вие немате интегративен проблем, имате политички проблем. Кога во дадениот момент таа дадена структура не кеше да биде условно речено флексибилна, но таа флексибилност требаше и 5-10%. Ние ги турнавме, ги смъкнавме дреите и ни направија што сакат. Се дадовме. Јас веќе не знам што може... Не, после сево ова што се... Ја веќе не сваќам што е остапка за нас. Сменивме право победник со победник. Место да направиме мултиетничка или граѓанска држава, направиме бинационална. Почнуваме да вработуваме по етнички синдром, по етнички критериум, со тоа што ова е комедија. Трајче се пишува албанец, турчи, ром. Имам една ситуација, баш денеска разговарав со еден колега во сфера на културата, вика се вработи еден куп роми, јас сум ром, вика 4 години, вика под договор сум. Ама затоа Љупчо стана ром, Трајче стана ром, Ѓоко стана ром. Так. Станува смешно. Направивме попис, кај што имаме Се луѓе. злоупотребува нерезидентните се ставаат во бројката за вработување на тој Да. балансер кој што е тотална глупост. Луѓе, ние имаме 7 или 8% кои не знаеме што се. И знаете што? Сега јас имам предлог, претпоставам некој правно ќе го истера. 8% од вработените во државна администрација беат неопределени. Так. Извинете, 8% се во државата, така? 8% не кажале дека се ни албанци, ни турци, ни македонци, а треба нели во квота на балансер да влези, почне да се вработувате како неопределени. Посебна графа така. Посебна графа. Да. И ние тој попис го признавме како валиден. Так. Вистина е една работа. Факт. Смешно беше да немаме 20 години попис. Така, но не ваков така. Но ова сега што се случи, ова е комедија. Ова е комедија и сметам дека и по тоа прашање во наредни 2 до 3 години ќе треба да се повтори, но без мешање на партиите. Без преговори дали ќе стави свој човек ВМРО, дали ќе стави ДУИ, дали ќе стави СДСМ, дали ќе стави левица, десница, горна, долна, лева, десна. Треба да се изберат професионалци, професионалците да работат по стандарди и критериуми, а ако сгрешат, и материјално и кривично да одговараат. Ова ќе станува смешно. Имаме премиер кој што е рекордер во однос на многу работи, мислам дека ги надваса и ги засени и Заев, па дури и љубч, оној со печатната грешка. Значи, за 6 месеци, помалку од 6 месеци од неговото владење, условно кажано, еве тера првата година се уште не ја довршил, така и започна годината со онаа небулозна нова влада која што не требаше да биде. Владата падна со паѓањето на Заев и со локалните избори, го замачка тоа со вадењето од ракав на Ковачевски, кој што не го знаеа ниту во партија, ниту никаде, па сега се запознава по она
митинзите каде што ги стануваат цаци, сите оние останати нели министри што му се. Но еве тој човек за 4-5 месеци, зборувам до францускиот предлог кој што беше прифатен, успеа 26 милиони аферата со фотоволтаиците да ја направи, да направи нешто што досега до францускиот предлог немаше никој направено, да грте договорот за добрососедство, преспанскиот е катастрофа, но на заев му требаше време нели да го направи тоа и да не беше во онаа форма да е договорот за добрососедство и не е така толку нели страшен. Сега со францускиот е катастрофа, таче успеа да го направи тоа и со националните интереси, успеа да стокми и пари и сите тие работи. Дали ова рекордер човек во однос на останатите и онака нели не многу препознатливи ниту сакани претходници му негови? Мене ми е навистина жал за тој човек, почнувам да чувствувам и емпатија, затоа што се доведе во ситуација да цел условно речено ќотек од народот падне на негови плеќи. Навистина не ми е јасна таа амбиција и желба по секоја цена да се дојде на функција. Во Македонија, пример, секогаш ги гледаме тие такви кариеристи што си дозволуваат. Знаете како викаат, интелигентен човек се сомнева во себе и се преиспитува, нели? Треба да преспие нешто. Вас да ви дадат некој условно речено предлог, дури да е раководна позиција, ќе нема да спиете, така? Ќе размислувате. Ќе размислувате, ќе мислите дали сум јас за тука. Совеста, да. Дали сте приметили дека кај нас пример кај одредени јавни предпријатија, загубари, овона, се јавуваат само политичари кариеристи. А луѓе за област која врска немаат, пример. Вас да ве става да водите, не знам, фонд за здравство или не знам. Но немаат скрупули, немаат совест и го поминуваат сето тоа за Ќе прифати. Јас се сеќавам на времето во доцните 90-ти каква категорија на луѓе се нафаќаат да бидат стечени управници. Так. Фирмата се распаѓа, 2000-3000 луѓе треба работа да изгубат, леб нема да јадат, а мој вика, ма за мене сигурно ќе им плата. И тој пример која зема фирмата со 5 милиона евра долг, која треба да се прави санационна постапка, искача дека има 12 милиона. Так. Приказната за македонските тајкуни, токму така ги пропадна собствените фирми за да потоа ги купат, луѓето останаа без работа и тие мирно спијат, значи не се работи за храброст, се работи за немање скрупули. Да. А немањето срам е дел од тоа, приказката на Фројд е првиот симптом на глупав човек е немањето на срам, така. Просто едноставно. Да. Така да, ние се доведуваме сега во ситуација, па видете, еве ви го министерот за земјоделие смени ресор, па нели ќе гонеше криминал, па путер палеше, путерот. Да. Каде тераме? Најубава зграда имаат, најубав објект имаат, земјоделие нема. Кај е земјоделието? Видете ги цените на пазарите, човече. Значи, сето тоа што функционира, кое земјоделие имаме? Ние пол од земјоделските производи ни се увозни од странство. Лук од Кина купуваме. Имавме среќа во наводници со украинската криза и конфликтот да не може да има извоз натаму, па остана дел за да нели искористиме. А на деца беше дава по 4 кг јаболка. Настрана јаболки. Па добро, може барем да се потрудат. Мене тоа не ми е лош чекор, мене ми е малку смешно една работа кога на девојче пример од 10 години доаѓа на училиште, па доаѓа тетка и да ја собери и му викаат на девојчето еве ти 4 кг јаболка. Што прави дете со избунет од прашалници, знаеш, и зема кеса волкава врејки и носи дома јаболка. Нели малце поинтелигентно ќе беше пример едно било кое скопскиве македонски училишта се погрижи секој ден да му дава на детето по едно јаболко. Да. Или полесно беше ги откачат, дај па изедете ги дома. Мајка ти нека направи нешто за јадење. Затоа што во кило јаболка бе 5-6 јаболка нека има. Еден месец детето секој ден јаболко ќе добиваше. Која е поентата? Значи, сватете дека оваа структура како функционира. Сака нешто по скопски речено да ти ували. Еве ти јаболка, бркај работа. Так. Колку е кило јаболка, не знам, 30 денари, 50 денари. Има и за 20, да. Супер. Еве ти 2 евра јаболка, кркај. Нели поентата на децата е да ги научиме здрав живот, нормално функционирање. Нели поентата беше да имаат ужинки, кои ужинки? Видите во пола скопски населби деца на голем одмор пак тост јадат со растителен кашкавал. И гледаат уште мали, здебелени, направени како ќофти. Зошто? Так, на страна што цените се забегани во училиштата. Цените се луѓе, бурек стана во одредени места во Скопје 90 денари. Так. Веќе се изгуби поентата бурек да се јади. Се изгуби поентата, нели бурекот беше ефтина храна за сиромашен народ.
Не ефтино. Македонски фастфуд, така. Баш. И то упола цена, од, да кажеме, тост од хамбургер, упола цена. Која е упола цена? Бурек со јогурт 2 евра. Так. Мислам, и на страна да земеме што таква даночна евазија, како што се случува задниве година дена, поготово од кога дојде нели експертот кој ни ја води државата, кој го замени продавачот на пиперки на лубеници, Пинокио, како што јас популарно го викам, шегобино. Вие во центар на Скопје, во Карпош, во многу населби, токму во тие ресторани прехрамбени, не ви дават фискални луѓе. Так. И сега се чудите дали некој ги заштитува или толку тие дошле на рап, на пропаст, да таа даночна евазија и не куцање во систем, мене ми е малку непријатно, еве ме знаат како лик кој се појавува, малци ме незгодно, ако им побараш ќе ти да, малци, а не оди па да го пријавиш некој каде што јадеш секојдневно или од време, многу е конфузно. Значи нема ред, ваков неред, так. Јас не памтам од периодот на 90-ти години. Недостиг на систем, целосен распад, нема. тотален. Нема. Да. Сите цени се покачија. И апропо на она што актуелниот предводник на државата го кажува. Кој што вчера прости изјави дека со нивната добра работа спречиле ценовен шок за граѓаните во Македонија, меѓу другото. Ве молам нека отпуштат работа да видиме како ќе изгледа без да го Не спречат знам во шокот. која Македонија зборуваше, можеби таа имагинарната северна таму можеби е така, но Македонија ценовен на шок. вистина не ми е јасно сообредување во како. Да. Значи, ако ние тоа што отиме на отворен пазар, тоа ќе има распад систем. Значи држава нема постои. Слушаме што зборуваме, гледаме што правам, така? Јас сум на вистина збунет од одредени работи, од каде дојде ова експлозија на потрошувачка. Но сваќаме една работа. Ние имаме енергетски капацитети кои не ги користиме. Со години се вложи во ништо. Так. Нели, они случаи што го изгубивме со Хеленик Петролеум, апропо трошењето на мазут, сега да купеа мазут, ке имавме цена. Так. Тец Неготино имаме место каде што луѓе одат на работа, не произведуваат ништо, цел погон, и нели агендата беше да се приклучи на газ и тоаш да профункционира. Сега, нели, кој беше подпредседател на ВМРО кажа дека Николовски, нели, кажа во кое гостување, каде беше, на која емисија, дека им понудиле, и Мицковски истото го спомна, им понудиле да купат по повластена цена 850 евра, а газ. тие купува 1800 и дури до 1950. И што била поентата, ама дали бил руски ли? Ма тоа секако ќе биде руски, од каде друг газ? Единствено ви останува течен газ од Америка, да донесете за една година да дојде да би тродупло поскап. На крајот на криштата, ние де факто сме членка на НАТО, факт. Но извинете, вие како политичка структура која владе оваа држава, вие треба да се трудите да ги заштитите интересите на граѓаните. Америка купува газ и нафта од Русија. Сакате да ми кажете дека во Европа никој не купува ништо, преку друг канал само оди, преку Латвија, Литванија. Ама видите да се организира, до сега ќе купеа дали од Казахстан, дали од Узбекистан, од негде ќе купеа. И одиме со трошоци дуплирани, триплирани. Мене ми стига сметка покачена за струја и ми вика, владата ти даде ова. Како владата ми даде? Владата ми даде. Немек ми ја намалила сметката за струја, можело и полошо да биде. Значи, ние сега треба да се крстиме, да се молиме, фала ви што не спасивте, да бидеме благодарни. Ова нигде го нема. До тоа ниво срозавме се, пак ќе се навратам на моментот со земјоделие. Дали памтите ли вие, еве и ти, Лјупчо, кој си патувал према Тетово, према Гостивар, покрај патот, дали стално имаше пченка? Голема крената пченка имаше. Према Битола, кој се патуваше, дали порано постојано имаше сончоглед? И пчени. Јас тоа го немам видено со години. А даваме и субвенции, даваме... Ништо, само се делат парите предходно на вашите, сега на нашите, моите, твоите, место да се чекаат 2 години субвенции земјоделците, како да... Ама и тоа со субвенциите, еве јас, забелешката моја која е? Престанете на земјоделците им давате кеш пари. Дајте им механизација, луѓе, дајте им трактор, купете го и дај му го тракторот, пошто кога му даеш пари нема да иде да купи стан во Скопје. Или нема да огради спрат од куќата, поентата на субвенциите да го развие земјоделието, не да му го реши стамбеното прашање него. Земјоделецот му треба нов трактор, му треба комбајн за да не прави загуби, му треба систем капка по капка, му треба ѓубриво, ние ѓубриво немаме. Знаете дека нема ѓубре? Токму така пестицидите и ѓубрето се веќе. И сега ние зборуваме добри тактики, добар план. Кој добар план? Ние сме изгубени во времето и во просторот и основниот проблем во целата држава е моронизација.
ставање на нестручни, некомпетентни, Партиски апаратчици, така. да, кои не може да сменат нешто. Мене го спомнав тоа и во едно друго интервју, апропо изјавата и на германската, и на холандската, американската и германската амбасадорка, го спомна од докторот Портир. Вие кога ќе ставите горе филјан човек, тој доктор во системот нема да прави глупости. Кога ќе ставите филјан директор на место, тој професор нема да прави глупост. Но тоа беше на Гуру Заев поентата, Ама не уште треба пред да стане од портир до министер, така. Ама видите, Так. портирот, знаете ли како ќе осредите? Ќе ставите топ директор. Директорот ќе смени системот на функционирање, ќе изгради систем, ќе стави раководители, ќе ја заостри контролата и после мирен ќе седи и вториот, и третиот, и петиот до портирот. А вие што правите, удирате во портирот? Во портирот викам, ова ја не го смислив, и многу горе ме научи. портири се подобро обучени, подобро школовани од сегашните голем дел од министрите. Оние со купени дипломи, да не се лаже. И да не ви изненади. Да. Имаме уште многу теми за отворање. Ќе зборуваме за небулозите што се случуваа во 2022 година, која што кажа буквално како што каже опозицијата 365 дена, 365 скандали. Јас мислам дека се и двојно повеќе, можеби се 700, нели? Како и да е. Значи имаме уште многу теми за отворање, со нас е Александар Ристевски. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во што не е јасно, наш гостин Александар Ристевски. Александар, претпоставувам она што го добиваме како власт, нели, е нормално, следствено на моментот кога ќе ставите човек во 10 броја поголеми кондруи, нели, па го добиваме таче, нели. Од друга страна имам и еден председател кој што, нели, менува ставови на 5-10 минути, ми наликува на оној волшебникот Тарара, мислам се викаше од шекерната приказна, кој што е 5 минути, 2 минути добар, 2 минути лош, истиот ми е и тој. Вели дека меѓу другото, нели, освен тоа што, нели, не би го пуштил своето дете во студентски дом, бидејќи ужасни биле условите. Ајде да не бил председател, ќе си седел. Тоа, токму тоа. Значи, зборуваме за Пендаровски. Видите, И годинава и тој имаше одличен говор во кој што не убедуваше прости повторно да ги прифатиме, односно опозицијата да ги прифати уставните измени, затоа што Шолц и кого го спомна Макрон не сакале да не внесат како бугари во Европската унија, туку како македонци. Тоа е само уште една потврда на жалната приказна, дека Македонија има тенденција да дава шанса и да избира луѓе, што е најинтересно на директни и непосредни избори. Тоа повеќе боли. За актуелниот премиер не боли толку многу, колку што фрустрира, што е лик кој му е дадена позиција да води. Да го направи тоа со Бугарија, да не се лажеме, знаат на почеток. Одстапен му е простор, значи некој создал мнозинство, направил 61, што викаат? Киднапирал 61, дошол овој се изгубил, нели не знаел каде, жена му кажала дека гледала на телевизија и дојдовме до ситуација да он има моќ. Од друга страна ние имаме избран лик. Так. На отворени избори. Знаете, знаеме и како мај. Кога долго време одредена политичка структура и одредени ликови ќе се навикнат во опозиција, став вистина долго бе, 11-12 години беа во опозиција, некои подолго. Тогаш заборавате да зборувате од призма на власт, тоест се идентификувате со опозицијата во таа најдолго време што сте биле. Дадениот лик која води државата, многу луѓе не се свесни дека во основа врвот на државата е претседател на државата. Иако вика дека нема моќ, не е точно. Кој ќе прочита, кој ќе отвори документ, ќе свати дека претседател на држава и како има моќ, и сопствен буџет има, и сопствено обезбедување, владее нели со делумно со разузнавањето и со се, така да не е дека нема моќ. Доживотна пензија. На крајот на криштата некои професори од УКИМ велат и вака, нели дека системот може да биде парламентарен, полупредседателски и председателски. Многу има од професорите кај нас на УКИМ кои велат дека во основа ние имаме и полупредседателски систем. Еме на непосредни избори избран, еме шеф на дипломатијата, Совет за безбедност. Ние само се лажеме себе си дека имаме парламентарна демократија, имаме полупредседателски систем.
Добро, но во овој случај повторно председателот исто како и собранието е под директна палка на власт, односно на владата. Затоа што ниту еден Да. председател кај нас Така. не си ги искористил максимално можностите и овластувањата кои ги има како председател на државата. Актуелниот председател на државата, што се случува со него? Јас мислам дека тој се уште убеден дека е советник или аналитичар. Така. Констатира, постојано само констатира. Мене не ми е јасно како може човек што е на непосредни избран за председател на државата, на власт е веќе 3,5 години, после 3,5 години кажува дека му е жал, дека е разочаран, дека му е тешко, дека не му се верува, па прави анализи, па еднаш изјавува дека Гоце Делчев бил бугарин, па друг пат вика мене да ми кажат ја вака и вака ќе направам. Мислам дека заборава на која е позиција. Поентата да бидете председател на држава е што вие имате моќ. Моќ да свикате и министри од влада, моќ и да се обратите во собрание, моќ и да поведете иницијативи, моќ и да ја бирате дипломатијата. Па ние испративме неколку амбасадори без да ги пројдат процедурите во собрание. Значи, не само што не ги користи своите ингеренции, него дури ги злоупотребува. Така. И тоа е трагично. Тоа е трагично затоа што срозан е народот веќе не верува во ништо. Годинава да прости го испративме човекот со куферчето што беше до Глигоров за да го промени името, го испративме амбасадор во Обединетите нации во Њујорк, така. Од кога прво Така. очигледно беше таргет да се стигне до таа држава, затоа што тој проба во истата држава да би Го само во еден одбија. друг град, Да. Вашингтон, зошто да не Њујорк, така? ако може. Да. Зошто да не? Жално е. Да. Луѓе, ние на вистина, а тоа само покажува една работа, дека во одредени ситуации тие вршители на високи политички функции се очигледно заложници на одредени дадени ветувања или ова е моје, ова е твое. И сега колку и да не оди, ти треба одредено нешто да го испорачаш. Жално е. Ние сме доведени во ситуација каде што веќе е прашање опстанокот на нацијата. Не на нацијата како држава, република пежоративно наречена Северна Македонија. Ние сме доведени во ситуација на верба на системот, на желба на народ да си оди. Јас слушам тинејџери кои сакаат да си одат. Јас пред некој ден слушнав жена која има над 60 години која вика сакам да се селам. Кој нормален се сели во период на пензионерски денови? Да, се селат англичани во Бугарија, оти не им стига пензијата, па живеат во некое село. Но ти да имаш пари, да стигнеш до пензионерски денови и да сакаш да си... Знаете ли зашто исто се селат пензионери? Затоа што децата им заминаа. Се оженија пода да им ги чуваат децата по странство. Так. Ние се доведовме во ситуација да единствено место да можеш да бидеш македонец е во странство. Ние во сопствената држава не можеме. Ако некој, еве како мене, па и како тебе, и како збир други нормални луѓе, кажи дека е понижен, навреден, потценен во сопствената држава, ќе добие етикета дека е националист. И Так. како е лошо да бидеш националист е човек што си Тука е сака лошо да бидеш нацијата. патриот, така. Патриот, До уште каја, полошо. до Патриот е 30 катастрофа. години работат на тој Јасно, случај, луѓе така. викам, јас сум родолюб. Така. Што е родолюб? Човек кој си ја сака земја, да си сака се свое, но никогаш во животот не дошол и не рекол лош збор на етнички или верска основа кон друг човек. Зошто? Јас сум од таква средина израснат. Да сум израснат негде во планина или во некоја етнички чиста средина, па да ми залепите некаква етикета. Јас сум дете од Топанско, од Чаир. Так. И сега, кога не можете ништо да му кажете или да му најдете лошо на некого, ќе го сатанизирате, тој мрзи ова, не мрзам јас ништо. Јас сакам ред, систем и поредок. Так. Најчестните луѓе што ги знам јас, без оглед на кого се молат, како се викаат или на кој јазик зборуваат, се на Бит пазар. И голем поздрав до сите луѓе кои честно си го вадат парчето леп на Бит пазар и во чаршијата. Тоа се најкротките, најмирните луѓе, највредните. Некој друг ги исквари нив. Политиката. Политиката е тие што ги прават големите пари. Так. Тие што креваат згради, што прават милиони. Они што продава на тезги, они што кај што стојат автобусите пред бившо 26 јули и друго, нив ќе ги нападнете? Нив ќе им залепете етикета ваши, наши, мои, твои?
обичен народ е парче леп вада за екзистенција. Од друга страна, ние гледаме на нова елита со милиони, со коли, со джипови, возат 100 на сат по партизанска, не почитуваат никого, не плаќаат сметки, не плаќаат казни. Ние имаме ерозија на системот и на крајот што ќе се сведи? Ќе пратат контрола на Табановци или не знам кај, уапсиле четворица, имале касичка, чувале, прашате го секој човек, не го прашате го или него или било кого, ќе ви каже што се дешава. Така. Како испана работава со корупцијата, како гледаш на овој момент? Она моментот кога американската амбасадорка ја откри Америка, да не се лажеме, тоа беше факт кој што сите го знаеа, но потресот беше заради тоа што токму таа го кажа тоа, а таа буквално со други зборови покажа како во Царот е гол, нели? Покажа дека власта е гола, настрана што е и боса по однос на образование и други капацитети, но моментот од кој што настана една ерупција владина, наеднаш признаа сите и наеднаш сите видеа дека сме имале, замисли, корупција во Македонија и дека тоа бил неверојатно голем проблем. Па излезе Пендаровски, излезе Ковачевски, излегоа сите и кажаа, дури Ахмети го тргна знаменцето албанско кога седна со истата таа амбасадорка и се, нели? Па нели почитува закон и правна држава? Така, токму така. Но еве како гледаш тој момент кој што беше буквално покажување власта е гола, но еве заврши и тоа. 2 дена после шваканицата, од која што испопаѓаа, нели, така па едва се свестија, ја наместија Дамова во судскиот совет, потоа, значи, жена која што еден ден не била судија, е главна на судиите во Македонија, потоа имавме ситуација и во Академијата за суди, жената која што 4 години претходно ја водеше институцијата со 8% доверба беше, па сега има само 4% доверба, а верувам дека е 0, да не се лажеме и тие што кажале не веруваат во тие 4%, нели, па го наместија оној Зарко, за кој што сите мислат дека е Жарко, не Зарко се вика човекот, нели? Се направија па и на скопското обвинителство и на државното и единствениот кандидат и сето тоа претходно беше бази, но ова беа работи кои што следуваа после шваканицата. Во превод ништо не научија, се подготвуваат за кога ќе паднат од власт, некој да ги брани. Како гледаш на ова? Се кажа ти. Да. Значи во основа ова е тенденција за евакуација. Кога ќе видиш дека во ситуација кога се ближи зима, кога правиш буџет од 5,2-5,3 милиарди, кој за разлика од претходниот буџет кога власта претходна се заминуваше е поголем за 75%. Значи претходната власт која се смени беше 3 милиарди, со ова е 5, нешто. Го задолжуваш народот до гуша, пак имаш огромни трошења стоки, услуги, договорни услуги. Капиталните инвестиции само као бројка ти се големи, а реализација нема, иако те убедува дека процентуално е големо. Јас пак ќе кажам, ве молам, кажете ми што е тоа капитално, визибилно, со око, да можеме да го видиме, и да кажеме, секоја чест, браво, го изградивте. Еве таа лошата, нели, ненародната власт, како беше, диктатура, заробена држава. Ај вака само ќе почнам да набројувам вака најинфантилно, најбезврска. Значи, зградата на Министерство за финансии, средена зградата на Министерство за труд и социјална политика, зградата на Министерство за правда, изграден археолошки музеј, изграден музеј на Холокауст, изграден спомен куќа на Мајка Тереза, карабина на Турски театар, изграден МНТ, нов објект, жртви од комунизмот музеј, зградата на АЕК, зградата на Министерство за надворешни. Тоа е само во центарот на Скопје изградено. Плаошник се крена цел, се кренаат тврдините, археолошки локалитети се ископуваат 30-50 во Македонија. Значи ренесанса, 100 би стана независна установа, се изгради театар во Велес. Битола се изгради, опери, балет, филхармонија се крена од нула. Ајде са почнем инфраструктура, патишта нови пробиени. Значи, без чочеци. Као да ви кажам, и сега ќе споредам, а таа револуција, да кажеме, градежнишка, почна 9-та, 10-та негде. Значи, баш може да кажеме во задните 6-7 години. Еве ги овие се 6 години. Еве, кажете ми 3 работи. Патарините на автопатот кој го изградија другиве. Тој ни поставија патарини. Да.
Има одрон. Автопатот што се Да. градеше, рекоа дека не чини, а беше пробиена трасата направена. И сега имало грешки, имало, абе супер, направи го. Ние ништо не гледаме. Јас се сеќам, пак секојаш си влечем на свое, нели, таму каде што сум јас во основа најсилен, иако јас можам да ги анализирам широк диапазон на теми, сфера на културата. Вие знаете ли каков репертоар имаше опера и балет? Так. Каков репертоар имаше филхармонија? Каква поставка и каков ниво на посета имаше археолошки музеј? Но Александар, да не заборавиме, ја укинаа радиодифузната такса. Ти пишуваше на оваа 3 тема евра. колум. Така. За 3 евра се продадовте, луѓе. За 3 евра. За 3 евра за 180 денари, пошто сте самите неодговорни и пошто не ќевте да плаќате за македонска телевизија, се жалевте, ви ги блокираат сметките. Иначе вас ќе ви блокираат сметките за било што, за вода ќе ви ја блокира сметката. Значи сметка треба да ја платиш. И ради таа радиодифузна такса од 3 евра, вас ви наплатија на други начини 30 евра. 300. 3 евра. Се ви зедоа, 30 е малку. се ви продадоа, Да. едноставно си ја продававте душата на ѓаволот. Децата, кои тогаш имаа 17-18 години, сега што сте по 25 и што акате по странство, и што рмбате на Малта, во Кипар, во Хрватска, во се, само да ве прашам, ви се средија ли животите затоа што нема екстерно во образованието? Знаете што е екстерно? Контрола да се види дали тој што ве учи знае нешто и дали ви пренел знаење. Или дали проформа имате диплома. Јас во изминатите неколку години имав дел да бидам од системот, да проверам како функционира, ќутете и тоа не го сменија, систем за полагање разноразни лиценци. Лиценца за ваков систем, за не знам, за брокер, во системот еве за полагање возачки испит. Тој систем го направи тие лошите, тие негативните, тие претходните. Ама знаете сега што се случува? Има камери, има лаптоп, компјутер, има системи. Се сеќавам кога полагав писмениот тест за возачка дозвола. Онлайн е качен, може да си вежбаш цел ден. Дојде една дотична особа и почна да вика со мене. Не ја познавам, ама ме насмеа дента. Рече, пуштете ме пак да полагам, вика, мојот брат за братучет ми има полагано. Ја викам, а тоа било пред повеќе од 10 години. Да, не може веќе. Камерата снима, систем има организирано сефу. Сгреши си одиш. Стискаш, на лице место ти го дава резултатот. Не ти го прегледува тестот Маре, Цвета или Трајанка, па ти кажи субјективно си паднал, си положил. Кликаш и се знае. Знаеш, не знаеш, имаш квантум на знаење, не знаеш. Тоа тие лошите го направија. Сега, затоа што ние не ќевме екстерно, затоа што не ќевме организиран систем на контрола и проверка на знаење, сега имате неписмени приучени и со средно, и со факултет, и со магистратура, и тие на вас попаметните ќе ви го земат и парчето леп, ќе ви го земат и местото, и утре ќе ви станат шефови, директори и раководители. Така да, треба како народ да престанеме себично да се однесуваме, треба престанеме личниот интерес строго да си го гледаме, тоа е апропо и со зградите оно што го зборам. Дома да ти е средно, фрли го ѓубрето од прозор. Па под прозор ти е ѓубрето. Кај тебе пак ќе ти смрди. Детето ќе ти излези, ќе озгази. Не ќе паркинг да купи, не ќе колата да ја паркира 50 метра подоле, на улица ја става. Гаражата ја паркира. И се кара со комшиите. И го гледаш здрав, прав, интелигентен човек ово и се понаша неразумно. Сето ова влече корен од дисфункционалното политичко општество. Так. Нас дојдол човек кој шитка лупеници, приучен, неписмен, оној ви текнува легендата што го пошумуваше, матка што пошумуваше со риби. Так. Ќе ја пошумувам, вика. Значи, ние имаме такви легенди. Такви легенди може да вози запрежна кола, не може да би главен. Ние со тоа што дозволуваме да ни бидат главни, затоа тонеме. Премиер кој што донесе стабилна неизвестност, така? Стабилна неизвестност, тоа е Токму фантастично. И рибата смрди од опашката. Токму тоа е веќе заев, да. Но еве, вела дека дури и расипан часовник ќе покаже 2 пати во денот точно време. А оваа влада, еве веќе 6-та година што се вели, нема покажано или погодено буквално ништо за македонецот направено овие 6 години, но
Проблемот е во нив, проблемот е во нас. Како да ги смениме? Како да тргнеме оваа влада која што национално, здравствено, економски, образовно на секој ниво е катастрофа. По катастрофа здравје. Значи нема нешто да отвориш минатава година, почнувајќи од оние учебници што 3 месеци доцнеа за да имаат 1000 глупости ги коментиравме, нели нив. Зборуваме за здравството кое што во распад не заради лекарите и сестрите, туку заради тоа што нема систем, нема апаратура, ништо не се вложува во него. Нема одговорност. Нема ништо, неодговорност. Нема одговорност. Како да се смени оваа власт, која што од друга страна пак е джекпот за Ковачевски, кој што верувам дека не ни сонувал дека може да биде на оваа позиција, но исто како и дел од неговите министри, дел од оние кои што ручкаат многу, нели се глават и гњават по вип салони, не излегуваат, па и заменици министри кои што трошат 20.000 евра за една вечер, Поклон му било. Подарок апсолутно. Ама тоа знаете противзаконски. Не, само Поклон до до 20 50, евра. до 50 или до 20. 20. Па добро, што се 19.000? А и да се над 20 треба го пријавиш. 19.980 евра, што знае дете Каде е гага и киселина е блага, да. Како да се промени работава, бидејќи факт е одна што го констатираш и ти дека е потребен тотален, апсолутен ресет на државата за враќање на системот и вистинските вредности, со оваа влада нема шанси. Ама не можеш ни да ги тргнеш затоа што од друга страна тие знаат дека ако во моментот дека кога ќе бидат сменети толку завршува приказката за нив, следува и она што се вика одговорност, но не и обична кривична, зборуваме за проневери, тендери, за многу работи кои што нели нечија сопруга сега троши собствени пари во бизнис, а притоа ти си прв човек во државата. Ма не сме да се мешам. Така, не Нема сме да се смисла. меши, бидејќи се незини пари. Како да се смени работава? И јас се трудам себе си да се перципирам, нели? Како народен човек, под народен човек не мислам на популизам за широки народни маси, под народен човек себе си се сметам затоа што се трудам дури со непознати обични луѓе да направам муавет. Така. Со најобичен народ. Многу често, кога одам на гости кај моите родители, правам муавет со таксистите од една локална компанија, македонски албанци од северниот дел на Скопје, нели? Поздрав да спомнам такси компанија, нели, ке се свади кон маркетинг. Ме знаат. Редовен муштерија сум им. По најефтини цени возат, не за друго. Так. И со нив редовно правиме муавет на тема со случување. И повеќето од нив се добри луѓе, 50-60 години, втора работа, трета работа им е возење такси, се мачат, гледат парче леп да извадат со зголемени цени, катастрофа им е. И правиме муавет околу тоа кој требало да ги води, кој требало да ги гласа, дали би гласале за вашите, за нашите, дали би гласале албанец за македонец, македонец за албанец, овона сите се исти коментари. И јас на едниот му реков многу просто и едноставно неколку пати, а после на другите им го повтори вистиот муавет. 20 кандидати имате. Без оглед дали се Фатмир и Блерим или Трајчи и Митко. Или еве нека е македонец, се едно. 20 кандидати. Едниот ти вика дека ќе воведе ред, меѓу другото, авлијата што си ја изградил, пошто нелегално ќе струши, колата кај што си ја паркирал ќе ја тргне, ама ќе направи паркинг и ќе плаќаш 500 денари, да кажеме. Бучавата ќе ја среди, ти ќе имаш и реперкусија тоа што ќе го направи, али ќе свети, ќе биде како што сакаш, ко на запад. Од друга страна ќе дојде Трајчи или Фатмир и ќе ти каже, слушај, уживај батали го овој клошарот, дај ние да средиме работа, плюс ќе договориме керка ти ќе ја примам и ќе ти дам да сечеш дрва ваму на диво. За кого ќе гласаш? И тој тогаш замолкна. И јас му реков, ние со самото тоа што форсираме личен интерес и гледаме да наплатиме што можеме, ние фактички дозволуваме на неспособни ликови, на Ивани, на преваранти, на хоштаплери, да не водат и ние немаме право после да им преречиме. Затоа што тие нас не купиле, тие нас не платиле. Твојот глас веќе не важи, во дадениот момент ти си го продал твојот глас. И ти немаш право да се буниш. Истото тоа е за луѓето кои ми викаат јас не гласам. Не гласаш, ќути си. Ти еднаш во 4 години и на локално, на парламентарни може и побрзо, ако имаш среќа. Имаш право да покажеш став. Покажи го ставот. Не се продавај, не го фрлај, покажи го. И третото, кога ќе кажат нема опција, одберете опција. Тој седи во мало, го знае Трајче. Трајче бил добро дете. Бил активен во таа или таа партија или не е политички активен. Поистуркајте го, дојте му на врата. Јас знам ситуации каде што одредени ветерани
доаѓале на паметно дете и му викале, не, ти ќе бидеш. Затоа што тие веруваат во него. Промовирајте ги правилните кадри, вие одберете ги. Вие си ги знаете луѓето во мало. Знаете кој е преварант, кој е лопов, кој е криминалец, кој е менаџер, кој може да биде успешен. Так. Приватниот сектор кај нас, колку и да е суров, приватниот сектор кај нас изнесува квалитетни луѓе. Ние имаме квалитетни луѓе, ние имаме луѓе кои во Македонија живеат, работат дали онлайн, дали аутсорс, дали било што, заработуваат повеќе од сериозно. И тие не ќе да си одат. Знаете која ќе си одат? Кога им се згади од комшиите, кога им се згади од околината, кога им се згади дека некој пушта музика, а нема дозвола, затоа кога некој ќе му паркира колата пред зграда, кога им пукне филм, најголем дел од македонецот сака да живее во Македонија. Си оди затоа што нема ред, веќе не е прашање на пари. Парите стана последна инстанца. Македонецот сака ред. Сака ред и сака функционална држава. Сакам кога се јавам во полиција да пријавам нешто. Не тој да се дружи со мене и да се договара дали ќе прекини, дали да дојде да интервенира, и ако јас сум крив да ме казни мене за лажна пријава, ама кој тој крив да интервенира, а не ја се молиме, не ја се убедуваме. Александар, 2/3 од македонските граѓани, значи тука зборуваме македонци, албанци, роми, срби, бошњаци, сите заедно власи, мислат дека државата оди во негативна насока. Дупло е зголемен бројот од минатата година, значи на се полошо и полошо одиме. Приказката за предвремените парламентарни избори ќе стане ли таче да го види народ, нели? Или поверојатно е Заев да каже Македонија, Али Ахмети да почне да зборува македонски? Али Ахмети зборува одлично македонски. Да, но јавно. Јавно нема никој. Може освен кога му суфлира на таче, така? Да. Како до сега. Така, за жал. Ахмети може да прозбори македонски само во една ситуација, ако му требаат гласови или можност да не биде дел од власта. Тоа ќе се или американската амбасадорка. Да, тоа во секој случај. Иначе ќе продолжи како до сега. Апропо народот. Так. Единствената причина зошто ова актуелна власт не падна оваа зима, затоа што успеа со огромни задолжувања кои твоите деца и сите ние ќе ги осетиме на наш грб за година, 2, 3, 5, кога почне да ги враќаме парите таму кај што сме заглавени. Дури нашите внуци. Луѓе треба да сватите вака, ајде да бидеме чисти и искрени. Во дадената ситуација, буџетот кој е проектиран за наредна година е ваков. 5, нешто милиарди со 700 и нешто милиони дефицит, так, кои со сигурност ги немаат, а прашање е дали 4,5 милиарди ќе приберат. Ај просто вака ќе ви кажам. Ако вие имате семејство и сте Трајанка и Трајче, имате приход 60.000 денари, тоа е како вие да секој месец редовно трошите по 72. Так. Дали може да функционирате? Може ако имате кредитна картичка. Може. Таа кредитна картичка ќе ја заглавите за 4 месеци. 2 плати. И но парите ќе мора да се вратат. После што правиме? После нашава држава во моментот тоа ни прави. Ако вие како обичен народ и обично семејство не сватите дека оваа актуелна власт нас не носи во була и не заглавува до душа, до гуша, не уништува, дека само ви купува скриен мир, лажен мир. Значи нема да платите за сметка толку, ќе платите толку. Ве прелажа на градско ниво, ви ги земаат ќумбињата на сите, ви дадо инвертери, и се инвертерите ем не ве греат, ем струјата е изгор. И ем ви викаат ако трошите многу струја, ќе ви стисни баснословна место. Да бевме нормална држава, здрава, права, град Скопје немаше шитка клими, так, но ќе правеше фасади, ќе менјаше прозори. Ама очигледно сосем веројатно некој имал бизнис. Енергетска ефикасност, така да. Албанија е една Албанија пред 20 години, кога ќе слезете од Охрид, од Лим надолу, од тие грачињата, не знам ни како се викаат, никаква инфраструктура Албанија немаше. Така. Ни струја, ни енергетика, ни ова. Да. Секоја куќа на кровот имаше кажете го голема цистерна и барем 2 плочи фотоволтаици. Чи барем за капење, пред 20 години. Така. Јас ви кажувам, јас сум личен сведок, човече. Фотоволтаици и соларни панели за загревање. Така, кај нас нуклеарна физика, па проект требало, па општина, па елаборат. Так.
Па ако создадел вишок струја, дали ќе му откупен, драма правиме. Така. Што очекуваше ве за крај, бидејќи времето ни мина, накусот 2023-та изборна година? Бев поголем оптимист околу тоа што треба да се случи, но јас само ја охрабрувам опозицијата, предводена од ВМРО, ДПМН, па и останатите политички партии кои се на диапазонот во опозицијскиот спектар, да се избора, да останат доследни до тоа што го ветија, затоа што тоа им е единствен начин да го повлече народ на своја страна. Зборуваш за уставните измени. Уставните измени, она се што се случува со Бугарија е најмал проблем. Најмал проблем е дали ние ќе дозволиме да има бугари во државата. Проблем е да дозволиме сега да има во време и ме нервира тоа што го подметнуваат со црногорци, со хрвати, Так. ние ке тие или словенци, ние ке тие народи во устав сме, поготоа ке хрватите во уставот сме. Така. Ние имаме програма на национална телевизија кај нас, кај ни вие ако сме минорен број, ако се земе процентуално. Так. На ХРТ има емисија на македонски јазик. Се надевам дека опозицијата ќе остане доследна до тоа што го бара. Во моментот, ако остане доследна, актуелната власт ќе се соочи со зид. Мислам дека актуелната власт се надева дека ќе привлечи народна маса со најавеното покачување и на минимална плата, и на буџетските конзервисници, и на пензионерите во март-април. И они спијат на тоа ово. Целова турнеја што Таче ја прави низ Македонија со трибините, мислам дека е негова своевидна припрема за избори, иначе нема логика да го прави ова година и по пред избори, како што ја вика, он тера своевидни. Мислам дека опипува пулс да види дали има поддршка од народот, но со оглед рајата таму што се појавува, гледам воглавном пензионери и гледам луѓе кои со кисели фаци, се гледа дека се буквално довлечкани од дома да присуствуваат и од параноја за губење на власта. Така да мојата некаква реална проценка е дека има огромни шанси да се случат избори на крајот на пролетта, почетокот на летото, затоа што доколку тоа не се случи, мислам дека обичниот народ, без оглед дали ќе ги организира нив ВМРО, ДПМН или некој друг политички субјект, дека веќе ќе почне да излегува на улици да го покажува незадоволството. Самото покачување од 10% и на платите, и на пензиите, и на било што, нема веќе никаков ефект, затоа што сите цени отидоа преку плафон. Се изгуби вредноста на тие пари. Ние фиктивно имаме пари, но со нив не можеме да купиме ништо. Така. Ти благодарам што беше Ми беше задоволство. Поздрави, секој добро, среќни празници на гледачите на Алфа и се најубаво. Ти благодарам, ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.